Зелени програми, зелени партии, зелени агенди. Созреали македонската политика за зелени сценарија и зелени планови. Македонија е меѓу земјите од регионот кои ја потпишаа и декларацијата за зелена агенда за Западен Балкан, со која се обврзаа да спроведат исти мерки за борба против загадувањето и климатската криза како земјите членки на Европската унија. Почитувани медиуми, драга Младино, почитувани граѓани, добар ден. Во исто време, албанскиот коалициски партнер во владата, ДУИ, најави зелена агенда на локалните избори. И додека се тераат зелени партиски програми, што се случува со најзеленото поглавје во извештајот на Европската комисија за земјава? Во најзелената година во историјата на земјава ќе сменили боја европскиот вокабулар за поглавието 27 кое ги зафаќа сите сегменти од живеењето. Првиот човек задолжен за природата, министерот Насер Нуредини, со фокус повеќе на недоследностите отколку на направеното. One of the things that maybe as well we've also had the feedback or let's say criticism from the EU report is that maybe we do not implement the laws. And that is unfortunately very true in our country. That is something we need to strengthen. We need to start to respect the current laws. Почетокот на разговорот не даде многу надеж. Но одевме чекор по чекор. Првата оценка во извештајот е лошата организираност на администрацијата и недоволните финансии. That is unfortunately very true. Our country has not invested sufficiently in strengthening the human capital, the human resources and institutions. It's not just the Ministry of Environment. Unfortunately, it is across the board. When I started this role, we had 4 or 5 people working on I'll take it as an example, on the Department for IPA projects. Now we have hired new staff. Со новите 13 вработени ќе убедиме ли Европската унија дека е направен добар прогрес. Од 2013 година Унијата одобрила 144 милиони евра за проекти за животната средина. Од нив 5 милиони евра се за подобрување на квалитетот на воздухот. Како се организира земјава за да ја подобри оценката во овој дел? One of the key issues we as a country face is the intersectorial collaboration. We also then have a further an issue with collaboration with the local institutions. Politics cannot be made between local and central government. It doesn't matter which party color is in government and which one is in self-government. Зошто? Because unfortunately, I think in our country, this has been in the past that way for some reason, and we need to forget this. За да се почувствува бенефит на краток рок, Нуредини се пофали дека помогнале неколку општини за да спроведат мерки веднаш штом ќе се надмине дозволената граница. We're giving funds to, I believe it was to Gostivar, Kočani and Bitola to create these plans. This law was passed in Parliament. This will oblige them. Furthermore, we've also said we will fine the mayors if they don't take the appropriate measures. If they also don't take the appropriate measures, the government has the right to step in and take the appropriate measures. Ако порано се ловеа гласови на матно, сега се ловат на зелено. На предстојните локални избори се очекува и годинава кандидатите да ветуваат чист воздух и зеленило. Она на што ги вперува надежите е делот за отпадот. Со носењето на 6 нови закони, Нуредини се надева оти Европската комисија ќе го нотира тоа како напредок во октомври. Во однос на давањето екстра време за исполнување на критериумите на УНЕСКО за Охридско-Струшкиот регион, Нуредини вели дека ќе дадат се што можат, но оти нема да заборават дека таму сепак живеат и луѓе. We have issues on all sides of the region. And on this one we're together with Albania because Albania shares this beautiful lake with us. We've had meetings with them. We're going to present a new plan to UNESCO. We're going to ask them which parts of this are not according to your standards. At the same time, though, I would like to reiterate, I do not want us to create a museum out of the region. People live there. People have a livelihood. However, though, this is why we need to communicate with the UNESCO committee and see what we can develop and what we can't. За исполнување на европските критериуми, на земјава и требаат и пари, но и волја. Во исполнувањето на сопствените цели, земјата доцни и со роковите кои сама си ги поставува. А Нуредини вели дека тоа е поради бавните бирократски процеси и пред се поради фактот дека секоја година имаме избори, а тоа значи дека имаме 3 изгубени месеци. Извештајот за напредокот на Македонија од Европската комисија ќе стигне во очи на локалните избори, но резултатите од исполнувањето и неисполнувањето на стандардите ги живееме секој ден.